Добар ден и од мене. Задоволство е кога ќе бидете дел од нешто кое што сега започнува, а каде што најмладите, односно децата, ќе можат да почнуваат да чекорат во својот животен пат, да се образуваат заедно со негователите, со воспитувачите. Наистина сум горд тоа што Орце и тимот негов го прават овдека, советот, администрацијата на општина Кисела Вода, пратеникот во парламентот и останатите. Сето она кое што во изминативе, би рекол, и децении не е мрднато, сега гледаме не само што се поместува, туку и се завршува, што представува наистина голем пример дека не се сите исти. Пример дека додека некој краде, некој гради и се грижи за поубава средина, во случајов општината Кисела Вода, Усие, стаклара, градинар, така што тоа е еден голем опфат, една мака која што имале луѓето овдека, бидејќи немало ваков објект, немало детска градинка, за да можат најмилите некаде да ги изгрижат, додека родителите нормално ги извршуваат своите работни обврски. Еве сега и тоа ќе може од јануари месец, благодарение на општина Кисела Вода. Набрзо ќе биде готов и уште еден објект и веќе во Кисела Вода ќе нема дечиња кои што ќе бидат на листата за чекање. Продолжуваме и понатаму да го реализираме ветеното, да покажуваме разлика. Од една страна го имате владата и коалицијата ДУИ, поддржана од СДСМ, која што континуирано го краде народот, и имате една, условно кажано, трета опција која што срамежливо се обидува да стави знак на равенство помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Јавноста гледа дека тоа е невозможно, па со вулгарности, со навреди, со фейсбук политика се обидуваат да привлечат внимание од јавноста, но таков тип на нихилизам не проаѓа, веќе граѓаните се изморија од таков тип на политичари, затоа очекувам дека на следните предвремени парламентарни избори огромно мнозинство наши сограѓани ќе излезат и ќе дадат својот глас за ВМРО, ДПМН и ќе ни дадат можност да направиме навистина една голема револуција, да бидеме навистина, еве во прво време, балкански шампиони и да го надоместиме сето она кое што беше пропуштено изминативе 5 години, а потоа да се обидеме да бидеме и европски шампиони во развојот на нашата Македонија. Така што е уште еднашка да споделам мојата среќа, задоволство од ова што денеска сум поканет од страна на градоначалникот на општина Кисела Вода да присуствувам на овој свечен момент, пуштање во употреба на овој објект и да им посакам на најмладите кои што од јануари месец тука ќе зачекорат за прв пат, да имаат безгрижно детство и би рекол среќни поминати денови во овој објект и да уживаат нормално. Ви благодарам, ако имате прашања. На брифингот најавивте, изразивте очекување дека ќе има предвидени парламентарни избори наредната година и два датуми споменавте. Вчера вечерта експресно стигна реакција од премиерот, рече дека 2023 нема да биде изборна година. На што го темелите вашиот оптимизам дека ќе се случат избори наредната година? Затоа што неодговорно е повеќе оваа влада да продолжи да функционира и се погласно е незадоволството во рамките на пратеничките групи на партиите кои што ја поддржуваат оваа влада. Тука пред се мислам на ДУИ и на СДСМ, бидејќи гледаат како државата тоне, назадува, нема реформи, нема резултати, неспособни криминални политичари ја водат таа влада. И охрабрен од тие сигнали што ги добивам од пратеничките групи на СДСМ и ДУИ, мислам дека оваа година ќе се најдат 61 пратеник кои што ќе го распуштат овој парламент, ќе одиме на предвремени парламентарни избори и потоа ќе дојде една влада која што ќе биде избрана од народот, народна влада, а не избрана во тесен круг на луѓе и премиер избран во тесен круг на луѓе, која што ќе работи за интересите на народот и на државата, а не за личните интереси или партиските интереси. Така што охрабрен од овие сигнали, мислам дека имаме голема шанса оваа година тие два датума, 14 или 21 мај, да бидат изборни датуми и да видиме на крајот од денот, ако навистина верува во тоа што го зборува владата на ДУИ и СДСМ, дека добро работат, дека се навистина успешни, ќе можеме да го провериме тоа на избори. Така, ако народот да си каже, народот е суверенна држава.
не се функционерите на ДУИ и поддржани од СДСМ суверени во оваа држава. За да се извинете, само што за да се случи тоа треба во јануари да почне таа постапка, нели имаме пржински закони, дали може да очекуваме уште во првиот месец да поставите и прашање за доверба на влада во собранието, се размислували некоја таква процедура? Па мислам дека јануари е одличен месец, втората половина на јануари, првата половина на февруари, кога би било поизвестно ова што сега го зборувам, дали ќе имаме силни сигнали и овие сигнали ќе бидат и во пракса испорачани, или пак ќе имаме повторно насилничко однесување на владата на ДУИ и СДСМ. Сега знаете, се бират партиски обвинители едно друго, па може некој да биде уценуван, притискан. Тие знаат од велика од кои пратеници доаѓаат тие сигнали, па може во меѓу бараат од народот тоа да го прифати, ако не го прифатите тоа сте спротивно него. Не, самото тоа однесување е спротивно на вредностите на ЕУ дефинирани уште многу одамна од Де Гаспери, Шуман и Аденауер, кои што се сосема различни од ова однесување на владата на ДУИ поддржано од СДСМ. И сега вие кога ќе имате вакво однесување, си го поставувате прашањето, па добро, како тогаш овие луѓе функционираат? И еве сега ќе ви кажам како функционираат. Вчера во касните ноќни часови во градското собрание коалицијата СДСМ, ДУИ и замислете против оние со кои што тие ги навредуваа левица, изгласа одлука поголема од 10 милиони евра за јавното сообраќајно претпријатие за цела година, негде околу 650 милиони dinara, а од друга страна овие од владата на ДУИ поддржано од СДСМ ја напаѓаат левица дека била антиевропска. Заедно изгласа вчера. Потоа во аеродром се гласаше буџет. Проекти, градинки, училишта и така натаму. Повторно коалицијата СДСМ левица гласа против буџета. Во Охрид се гласаат градинки, булевари, пазар, нов катна гаража. Повторно коалицијата СДСМ левица гласа против. Велес се гласа нов пазар, подземни гаражи и така натаму. Повторно коалицијата СДСМ левица гласа против. Што имаат против тие луѓе да се гради Македонија, да се развива? Што имаат против овие објекти? Ние нема да ги земеме со нас овие објекти. Ќе останат за овие луѓе. Еден ден ќе нема нас овде, нити мене ќе има, нити Орце може еден ден нема да биде градоначалник. Ќе дојдат некои други луѓе место нас. Ова ќе си го оставиме ние тука. Нема да го носиме со нас. Ете, тие се тие европски вредности кои што ги промовира владата на ДУИ поддржано од СДСМ или неевропски вредности. И затоа е потребно ресетирање, затоа се потребни предвремени парламентарни избори, за навистина да дојдат политичари што ќе промовираат вистински европски вредности. Вредности со диалог, вредности кои што ќе обединуваат транспарентност, отчетност, тоа се вистинските европски вредности. Борба против криминалот и корупцијата и така натаму. Но да бидеме трпеливи. Господин Искос, ако немаат колегите прашања, кратко само за струјата. Вчера од регулаторната комисија кажа дека ќе има некое благо поевтинување во првиот и во вториот блок, меѓутоа заборавија да каже дека од 1 јануари се враќа и данокот на додадена вредност од 5 на 10%. И тоа е дополнително Не, уште нешто заборавија. зголемување. Сето тоа паѓа врз гребот на граѓаните. Тоа ми беше. Не, уште нешто заборавија. Ефтината тарифа од 0,6 денари се зголемува на 1,3 денари, повеќе од 2 пати. Тоа го заборавија да го кажа. И сега кога ќе си пресмета секој еден граѓанин колку киловат часови троши во ефтина, колку во еден од блоковите, ќе видите дека сметката со ова што вие го кажувате со додадените плюс 5% данок на додадена вредност ќе биде најмалку 20% поголема. Но тоа од 1 јануари ќе го видат сите граѓани и ќе го доживеат. Тоа го заборавя. Тоа никаде го немате, нити во соопштението на регулаторната дека ниската тарифа од 0,61 така беше денари, киловат сат стана 1,3. Најдно се зголеми за 200%. Тоа никаде го нема, тоа никој не го кажува. Еве, ја ве охрабрувам, појдете. И уште еден податок ќе ви кажам, знаете зашто е тоа така? Во 2021 и 2022 година, од државниот буџет, вие, сите овие луѓе тука што ги гледате, префрлиле во АДСМ, поранешно Елен, повеќе од 265 милиони евра. 265 милиони евра. Само оваа година, заклучно со ноември, без декември. Ова е транспарентен податок. Отворете Open Finance, ова не го измислувам ја, бројки се, отворете Open Finance и таму ќе ги најдете. Само оваа година се префрлени 118 милиони евра, а со декември повеќе од 200 милиони евра. И како да тие пари? Од државниот буџет се префрлаат во ЕСМ, ЕСМ распишува тендер за ископ,
се оценуваат компании да не се пријавуваат на тој тендер за ископ и поради итност се потпишува договор во 4 очи. Истото тоа се прави и со мазутот, истото тоа се прави и со увезениот јаглен, односно транспортот, истото тоа се прави со авансното плаќање на фактурите за увезена струја. И од тие 200 милиона, проценките се дека најмалку 30 милиона се крадат. Еве ги овие што повикуваа на борба со криминал и корупција, каде е адресата да појдат, не треба многу појавности, твитови, пишување и не знам што. Нека појдат во самиот строгиот центар на град Скопје, нека ги отворат документите и ќе видат каде е криминал. 30 милиони, јас ви гарантирам, од тие 200 се крадат. Ете така функционира оваа влада и така функционира и затоа ниската тарифа од 0,6 ќе стане 1,3. Често зборувате за увозот на струја. Толку ли е алармантна ситуацијата? Па за месец и половина, почнувајќи од таму негде 7 или 10 ноември, не ме фаќате за збор, до крајот на оваа година се повеќе од 45 милиони евра. А цело време ги слушаме како кажуваат дека произведуваат, дека задоволени се потребите, готово, нема увоз и така натаму и така натаму. А еве јас ви тврдам, нека ме демантираат, дека за само 1,5 месец се потрошени од страна на АДСМ повеќе од 45 милиони евра. И уште на прашање, како ја коментирате набавната цена на струјата за 40% поголема од пазарната? Не, го видов тој надпис, тоа е исто така дел од овој коруптивен картел кој што функционира, струен коруптивен картел кој што функционира енергетски, би рекол, во држава, но тука не се пресметани трошоците за крос-бордер капацитетите, доколку ги пресметате и тие, ќе дојдете негде од прилика околу 600.000 евра разлика, не 800, 600.000, што е повторно прилично, имајќи предвид дека 2 милиона е целата сделка, значи 30 милиона имате, 30% се извинувам, имате профит, што е нешто неверојатно. Неверојатно ново. Тука можете да замислите како функционира потоа. Бидејќи авансно тоа се плаќа, внимавајте. Си стои таму, вика авансно плаќање. Ете така се краде Македонија и секој кој што ќе каже борба против корупција, еве ви пример, одма ви кажувам пример. Минимум 30 милиона од овие 200 се украдени. И видете кој го добива тендерот за увоз на јаглен, кој врши транспорт на тој јаглен, кој го добива тендерите, кој ги добива за мазот, кој ги добива ископите, за струја кој ги добива увозите, се ќе ви биде јасно. Не треба тука дошле од оваму, тоа е се супер, одлично. Да спроведеме некаква истрага. Нека ги проверат. Така, уште едно кратко прашање, ако може како партија, дали имате алатки методи да ја убедите власта за предвремени избори, бидејќи тие се децени дека прво требало да има уставни измени, па потоа да се разговара за избори. И денеска Џафери изјави дека тој е подготвен веднаш да ја отпочне постапката, односно процедурата во собрание за донесување на евентуалните законски уставни измени. Овој состав на парламентот, да бидам уште попрецизен, пратеничката група на коалицијата ВМРО-ДПМН нема да ги гласа тие уставни измени. Тоа треба да ни е на сите јасно. Зошто нема да ги гласа? Принципиелно. Ако водиме принципиелна политика, треба принципиелно да се однесуваме. Затоа што ние не излеговме на избори овдека, не одевме од куќа на куќа и да им кажуваме на граѓаните ќе менуваме устав. Ние велевме градинка ќе направиме, ќе асфалтираме, булевар ќе направиме и така натаму за подобро да живеете и поквалитетно. Овие вика ние, за да ние живееме подобро, 4-5 политичари од коалицијата ДУИ поддржан од СДСМ, ќе правиме уставни измени. Нашиот пристап е обрат. Затоа велиме, ајде на избори, ние ќе се излеземе со наш предлог решение на овој проблем, бидејќи сега имаме проблем. Они не доведува во проблем. Ако не гласаат граѓаните, како и на влада, ќе пристапиме кон решавање на начинот на кој што тоа транспарентност ми го кажале во кампања. Не се прават договори за 4 очи. Ајде да речеме, да го прашаме господинот Џафери да отпочне седница за менување на законот каде што ќе биде избришан делот со балансерот. 20 години помина, мислиме дека тоа си го одработи своето, ајде да отпочнеме на таква седница. Зошто таква седница? Затоа што сите вие сакате да добиете квалитет, а не да бидете дел од процент. Зборам како граѓани, без разлика дали сте македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњанци, египтяни, роми и така натаму. Зошто да бидеме како дел од процент? Зошто ни е потребен балансерот тогаш? На кого мислевте кога рековте оној што повикува на Твитер, нека оди да го провери криминалот во ЕСМ? Од кого очекувате? Па, затоа реков има трета опција. Има трета опција, нели се профилира, која што става знак на равенство помеѓу едните и помеѓу другите.
Но имаме гости, нели, во држава, истражни, како се викаше, специјален тим на истражители, кој што е донесен од нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави. Еве, 2 места, јас ќе им кажам. Нека проверат како се превезува преку граничен премин Ново село збирната роба која што доаѓа од Турција и Кина и нека се провери каде заврши овие 200 милиона во АјДС. Еве, не треба ништо друго да прават. Тука нека се фокусира тука само.